Добар ден, вести во 18, во нив ќе гледате. Марта Кос утре во Скопје. Можен ли е пробив во евроинтеграциите во екот на вжештени односи со Софија? Димитриевски вели, Македонија да обстои на црвените линии. Самите себе си да се поништиме и да прифатиме дека имаме заедничка историја, тоа е неприфатливо и за нашите владини партнери. Македонски камионџија приведен па ослободен по фаталната несреќа во која загинаа татко и син близу Солун. Стабилна состојбата на сите пациенти кои се уште се во болница. Поострите пораки на семејствата во Кочани, Алиу уверува. Додека јас раководам со ова министерство, ќе направиме све и тоа ми е во топ приоритет Кочани. Десетици повредени и уапсени во синокешните нереди во Белград. Вучиќ порачува. Србија не може да биде поразена со насилство. Среќен сум што се завршило без жртава. Нов беколен бран ја зафаќа Македонија. Максималната температура ќе достигне и до 40 степен. Дали посетата на еврокомесарката за проширување Марта Кос утре и задутре во Скопје може да донесе пробив во евроинтеграциите? Иако на агендата ќе доминира прашањето за планот за раст. Извесно е дека вжештените односи со Бугарија и прашањето за уставните измени несомнено ќе се најдат на маса. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски вели дека уставни измени не може да се направат без јасна дистинкција на македонскиот јазик. За ова Јана Јосифовска. Тешко до брз пробив и затоплување на односите меѓу Скопје и Софија во сегашната ситуација. Дел од аналитичарите и политичарите немаат превисоки очекувања од посетата на еврокомесарката за проширување Марта Кос, која утре доаѓа во Скопје на дводневниот самит со лидерите од регионот. Председателот на движењето ЗНАМ Максим Димитриевски, кој денеска беше реизбран за партиски лидер на Конгрес, изјави дека еврокомесарката е добре дојдена, но ЗНАМ како владин партнер не прифаќа воопшто да се зборува за уставни измени на штета, како што вели, на македонскиот јазик и идентитет. Димитриевски не е оптимист дека меѓународен посредник може да помогне во спорот меѓу Скопје и Софија. Господјата Кос е секогаш добре дојдена во Македонија, но мора да потенцирам дека таа не е ништо повеќе европеец отколку што сме и јас и вие сите граѓани на Македонија и жители кои што живеат на Балканот. Што се однесува до уставните измени, во оној момент кога нема да се дефинира јасно и да се направи дистинкција од сите оние епитетски форми за македонскиот јазик кои што се нудат како солуција или решение, знам нема да биде дел од оваа актуелна власт. Самите себе си да се поништиме и да прифатиме дека имаме заедничка историја, дека имаме заеднички корени и дека говориме дијалект на бугарскиот јазик. Тоа за ЗНАМ е неприфатливо, а тоа е неприфатливо и за нашите владини партнери. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски, извесно е дека уставните измени ќе бидат главна тема на утрешната тет-а-тет средба, што Кос ќе ја има во владата со премиерот Мицкоски веднаш по пристигнувањето, но не очекува промени на ставовите за ова прашање. Кос во досегашните изјави јасно ја посочува потребата од усвојување на уставните измени, а неодамна се понуди и како медијатор за решавање на проблемот меѓу Скопје и Софија, но нејзиниот предлог за олеснувач остана само добра волја. Мислам дека уставните измени и целиот тој пакет не се предмет на преговори, единствено може да биде предмет на преговори процесот понатака. Односно да спречиме нова билатерализација на проблемот ако ние ги донесеме уставните измени, без оглед дали ќе ги донесеме со одложено дејство или со итно дејство, бидејќи тоа во суштина не го менува ставот на Бугарија дали ќе не блокира понатака или не. Тоа што се однесува до политичкиот контекст, мислам дека близината на локалните избори ќе направи да биде многу тешко да се направи брз пробив сега. Мислам дека мешаните пораки кои доаѓаат од Софија, едните дека нема да има нова билатерализација, вторите дека се мора да се заврши, немаат пресек со можните решенија кои владата ги нуди. Евентуално може да се очекува пробив
односно некакво придвижување после локалните избори, но и за тоа е потребен посериозен дипломатски механизам. Според агендата, главниот дел од програмата на самитот ЕУ Западен Балкан е во вторник, кога Кос ќе седне на маса со лидерите на Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора, а главната тема е планот за раст и неговото спроведување. На панел дискусиите во ведни обраќања ќе имаат премиерот Мицкоски и комесарката Кос, а присутни ќе бидат и министри од регионот, представници на ЕУ, регионални организации и меѓународни партнери, со цел да се обезбедат практични решенија за забрзување на реформите. Поправањето на оценки на наставничките совети станува минато. Пораката е јасна. Ако сакате добра оценка, мора да учите. Министерот за здравство Азир Али уверува дека Кочанската болница е негов главен приоритет, откако вчера дел од семејствата на загинатите побара одговорност за лекарите за кои велат кобната ноќ не сториле доволно за нивните деца. Градоначалникот на Кочани вели дека нема да дозволи да се тргува со жртвите. Сандра Спасовска. Првата група пациенти повредени во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани следната недела се очекува да го заврши своето лекување во одморалиштето Пониква, а втората група со третман според најавите да започне кон средината на следниот месец. Министерот за здравство Азир Али вели за сега се одвива согласно планот, а дел од сегашните пациенти барале доколку може да го продолжат лекувањето и со втората група. По обвинувањето на дел од родителите на настраданите во пожарот за несоодветен третман и недостиг на соодветна опрема и персонал во Кочанската болница на кобната ноќ. Али уверува, Кочани е негов приоритет и се прават сите напори оваа здравствена установа да биде соодветно опремена. А истрагата на надлежните служби според него ќе треба да ги даде одговорите на сите останати прашања. Јас ве уверувам дека во моментот додека јас раководам со ова министерство ќе направиме све и тоа ми е во топ приоритет Кочани. Знаете дека со оддел за физикална терапија е при крај. Мислам дека за 2 недели ќе биде таму. Исто така, знаете дека веќе спирометарот како делот, неопходен делот од техниката, од апаратите што им се неопходни на докторите веќе е инсталиран. Функционира исто и гасните анализи за крв од капиларна крв исто така е активен и тој ќе биде во функција од понеделник. И по речиси 3 месеци градот и натаму се оправува од катастрофалната трагедија. Родителите на настраданите секоја сабота излегуваат на протестен марш и бараат одговорност од сите инволвирани, а веде градоначалникот Венко Крстевски во неделното интервју на Радио Слободна Европа вели, судскиот процес будно ќе го следат и нема да дозволат, како што рече, да се тргува со жртвите. Ние не видовме морална одговорност од никого. Па, зар некој не треба да каже сам си поднесувам оставка од морални причини? Еве, предходниот градоначалник на општина Кочани, господинот Љупчо Папазов, овде кај вас во емисија ви кажу, тој немаше ни храброст да искочи да си поднесе оставка, туку со на статус Facebook го направи тоа и питање колку влијание има неговата желба да си поднесе оставка, бидејќи информациите кои што ги имам јас на денот кој што тој си поднесува оставка, сабајлето во понеделник имал брифинг со вработените во општината, ништо не им најавил. Во трагедијата во Кучани, која се случи на 16 март, 62 лица го загубија животот, а над 200 беа повредени според последните податоци од здравство. Во моментов уште десетина пациенти се на лекување во болница, тројца во странство, од кои двајца во Турција и еден во Словенија, останатите во земјава. Според надлежните, здравствената состојба на сите кои се на лекување в болница е стабилна. Утре почнува вториот уписен рок во средните училишта, слободни се 16.000 места. Најголем дел во стручните училишта. За во иднина да не се случуваат примери, ученици со сите петки макат да мачат на приемните, министерката Јаневска најавува крај на праксата на поправање оценки на наставничките совети. На темава Маја Стојановска. Над 16.000 места се слободни за полуматурантите, кои на првиот уписен рок не успеа да се запишат во средно училиште. Од утре започнува електронското пријавување за упис, а документите до училиштата учениците треба да ги достават на 1 јуни.
Јаневска подсетува дека онаму каде што ќе има повеќе пријавени ученици, на 4 јули ќе се одржи приемен испит. Според неа, новите законски измени, со кои од идната година во основните и средните училишта нема да може да се поправаат оценки на наставнички совет, ќе овозможат реално оценување, наместо огромен број на ученици со сите петки, кои макамачат да се запишат во средно училишта. Пораката е јасна. Ако сакате добра оценка, мора да учите. Истото тоа идната година ќе го направиме и за учениците во средно образование, но можноста не им е земена. Доколку сакаат да ја поправат оценката и сметаат дека се можеби неправдани или дека доучиле, што не е проблем и да доучиле, можат да излезат на испит пред комисија од тројца, да го полагаат испитот, ако добијат поголема оценка, таа ќе им биде заведена во дневникот. Но дали сумираните податоци по вториот уписан рок ќе покажат дека продолжува негативниот тренд на намалување на бројот на ученици? Според податоците од Центарот за граѓански комуникации, за една деценија бројот на ученици во основните и средните училишта е намален за 27.000. Само од учебната 2022-23 до учебната 2023-24 бројот на средношколци се намалил за речиси 2000. Јаневска вели оптимист во однос на овогодинешните бројки, а за да се намали одливот на мозоци потребно е повеќе фокус да се стави на дуалното образование и да се олесни пристапот до пазарот на трудот веднаш по завршувањето на образованието. Никаде во светот не се пренасочуваат сите ученици кон високото образование, затоа што државата има потреба од различни кадри, различни профили. Овозможувањето на учениците и студентите веднаш да влезат на пазарот на труд, мислам дека ќе им овозможи да посакаат повеќе да останат во сопствената земја, отколку да одат и надвор, нели, да си ја бараат среќата и животот. Јаневска најави дека следните уписи во средните училишта ќе бидат поедноставни. Учениците ќе имаат можност електронски да поднесат целата документација за упис, без дополнително да ја носат и во училиштата. Таа уверува и дека оваа учебна година ќе започне со комплетирани учебници за сите оделенија. Од СДСМ велат дека за една година ВМРО ДПМН и министерката Јаневска направиле хаос во образованието. Со образовен речник кажано, Јаневска и ДПМН заслужуваат недоволен еден. Министерката Јаневска постојано ги навредува наставниците и учениците. Наставниците се темел на образовниот процес, а денес тие се демотивирани, економски притиснати и професионално деградирани. Ја доведува во прашањето и нивната стручност, тврдејќи дека не знаат да оценуваат. Комбајните во сите земјоделски региони започнаа жетвата на јачменот и пченицата. Земјоделците се незадоволни од цената од 9,5 денари за јачменот, а за пченицата се уште и не знаат по која цена ќе се откупува. Бараат државата да направи пресметка за производната цена, со што ќе ги заштити да не работат со загуба. На стартот на жетвата на пченицата и во екот на жетвата на јачменот, земјоделците наместо род жнеат загуби. Со зголемените трошоци за гориво, за ѓубрива, за семе, заштитни средства и за комбајните кои ги плаќаат и по 100 евро од хектар, несватливо за нив е зошто немаат заштита од државата и откупот на јачменот се одвива по ниски цени од само 9,5 денари за килограм, која со години е иста, иако давачките постојано растат. Од Националната земјоделска мрежа укажуваат дека јачменот за да биде исплатлив за земјоделците треба да биде платен по 15 денари за килограм, а укажуваат и на законските обврски од актуелниот закон, дека Министерството досега требало да изготви производни цени за јачменот и пченицата како основа за откупните цени и за тоа колку ќе има обврска државата да доплати за да ја надополни загубата кај земјоделците во услови на вакво нарушување на пазарните услови, кога откупните цени се далеку под производните цени. Според Закон за земјоделие и рурален развој, Министерството за земјоделие е задолжено да изготви производни цени. До сега, до овој момент, ние ги немаме тие производни цени. За жал, и покрај таа законска обврска што имаше Министерството за земјоделие, значи тие ги немаат презентирано. Врз основа на тие производни цени се дефинираат и заштитни цени кои се 25% над производни цени согласно Законот за стратешки култури. Според наше, значи, видување,
производната цена кај јачменот не е подолу од 15 денари, односно нешто поголема и за пшеницата. Побаравме стафи од Министерството за земјоделство, во кое се вели дека Министерството работи трудот на земјоделците да биде вреднуван и ниту еден земјоделец да не биде оштетен. Во моментов активно работиме на анализа на пазарните услови и трошоците за производство, за да се утврдат фер и одржливи откупни цени, кои ќе го задржат интересот на земјоделците. Нашата цел е да обезбедиме цени кои реално ќе го одразат вложениот труд на земјоделците. Јавноста и земјоделците ќе бидат благовремено информирани за финалните одлуки во врска со откупните цени. Од Министерството за земјоделство посочуваат дека е предвидена и мерка за финансиска поддршка за складирање на пченица, јачмен и ориз од домашно производство од родот годинава, кој ќе важи за периодот од 15 јуни до 1 септември 2025, а за оризот во период од 15 септември до 25 декември 2025 годинава. Според информациите од терен, јачменот го има на околу 44.000 хектари. Со просечен принос од 3,5 тони, ќе значи дека се очекува реколта од околу 150.000 тони. Домашните потреби за сточарството се околу 80.000 тони, а остатокот најверојатно, како и секоја година, ќе замине за извоз во Грција. 4 лица се спасени од Охридското езеро, откако нивната едрилица претрпела оштетување и неконтролирано пловела поради силниот ветер и бранови. Инцидентот се случил синоќ околу 20 часот, кога било пријавено дека пловен објект, лоциран на околу 2 километри од брегот, спроти автокампот Извиднички, побарал итна помош. Полициски службеници веднаш реагирали и со службен глисер се упатиле кон локацијата каде што затекнале 4 лица на едрилицата. Лицата се безбедно пренесени до станицата кај каналот Студенчишта, а оштетената едрилица е извлечена од водата. По минималното заладување од утре се враќаат пеколните температури кои ќе достигнат 40 степени. Дневните температури ќе бидат во постепен пораст. Така, утре се очекува максимална температура од 29 до 37 степени и овој пораст постепен ќе го имаме и во текот на следните денови, така што веќе кон крајот на работната седмица, значи некаде околу петок, максималната температура ќе достигне и до 40 степен, што значи дека топлото време се враќа и во наредниот период. Стабилно ќе биде и во сабота, првиот ден од викендот и топло со температури од 33 до 40 степени. И завршуваме вестите, ќе се видиме во вечерните. Имајте убава вечер.